Не стивнува, напротив се засилува епидемијата со COVID-19. Само денеска има 3 смртни случаи, 38 ново заболени од спроведени 560 тестирања. Истовремено полицискиот час е укинат, а кафулињата почнуваат со работа. И покрај оваа црна корона статистика, власта се одлучи за нагло укинување на мерките, но и ги теши граѓаните дека се безбедни. На терен сликата е поинаква. Поголем дел од луѓето стравуваат дека со олабавувањето на мерките, бројките на заразени и починати да се зголемат. Не знам дали баш би рекла безбедно. Не знам, многу ми е страв. Еве, со мажот ми одиме, маски носиме. Па и се осеќам и не, можда требаше уште малку да се постигне, меѓутоа како е, тако е. Не сум најсигурна. Не. Зошто? Затоа што не се луѓето толку совесни да носат маски. Имаше и такви кои се чувствувале безбедни уште од почетокот на епидемијата. А ја и порано не се осеќав загрозен. Не се дружам многу, така да не се осеќав загрозен. Разочараност од одлуките за драстичното намалување на рестриктивните мерки и страф од тоа што следува има и кај голем дел од медицинската фела. Микробиологот Никола Пановски Залфа вели, наглото укинување на полицискиот час и отварањето на рестораните во услови на постојан раст на новозаразени може да има спротивен ефект, посебно кај младите. Мерките беа премногу строги на почетокот, долго траја, одеднашка, без нека причина, се укина во голема мера. Нагло, одеднаш, без да се оди постепено, па да се видат резултатите. Така да тука не гледам јас здравствена логика во тоа. Во попуштањето на рестриктивните мерки од утре влегува и користењето на бесплатниот јавен превоз за пензионерите, што дополнително загрижува со оглед на фактот дека надлежните до неодамна апелираа за оваа категорија на граѓани да не излегуваат од дома.